Во однос на лидерската средба, очекувам конструктивна лидерска средба, на која што ќе учествуваат сите политички партии застапени во парламентот, бидејќи тоа е начинот на кој функционира едно демократско општество, каде што сите кои што учествуваат во еден надпревар треба да имаат збор во начинот на кој се организира надпреварот. Инаку, ова ќе бидат први редовни парламентарни избори во нашата држава по 2006 година, бидејќи досега сите парламентарни избори беа вонредни, некој пат беа иницирани по аеродроми, некој пат беа договарани во Пржино, некој пат беа договарани како резултат на блеф од некого за да добие некаква друга корист во политичкиот спектар. Меѓутоа, важно е дека Северна Македонија е стабилна држава, држава која сигурно чекори во европските интеграции и затоа заслужува да има редовни избори. И ние ќе имаме редовни избори. Во однос на нивното одржување, финалниот збор ќе го кажат партиите. Меѓутоа, и ако погледнете во календарот, редовни избори ќе бидат мај нуди можност за такво нешто, председателски и парламентарни избори. При тоа треба да се почитуваат и верските празници, бидејќи знаете дека април е месец на Рамазан, почетокот на мај, самиот почеток на мај е месец на Великден, и имајќи ги во предвид верниците кои што ја чествуваат и христијанската вера и муслиманската, треба да биде определен датум кој што ќе одговара и на одржување на демократски избори и на чествување на сите празници кои што ги има. Мај тоа го нуди, крајот на април и мај, и сметам дека тоа е некаде роковите во кои што ќе може да се постигне договор.